Здраво, ова е 113-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Корпус Кристи на Јанко Маса, во кој станува збор за 20-годишниот Даниел, глумен од Бартош Биелинија, кој доживува духовна трансформација во поправен дом за млади. Поради извршеното криминално дело не би можел да продолжи да изучува теологија или да ја практикува станувајќи смештено лице, признаено од црквата, па по добиената условна казна работи во столарска работилница. Меѓутоа тоа не го спречува Даниел во неговата побожна цел, па затоа се облекува во свештеничката одежда и почнува да држи миса во локална парохија, прикривајќи го своето насилно минато, кое рои небројани одмазници, желни за пресметка. Ова е филм за барањето на спасение во религијата во едно безбожно обкружување, кај што Даниел колку и да се обидува да создаде нов идентитет и да го започне животот од почеток на друга локација, гревовите од минатото ќе го престигнат и нема да може да го избегне нивното плаќање со последиците на одлуките, подлегнувајќи на искушение. Филмот преминува од екстремите на развратот и декаденцијата до духовно просветлување. Не е воочлив само овој контрапункт на животни патила, затоа што белегот на поправниот дом го носат осудените и кога ќе излезат од него, а населението се брани со помош на предрасудите. Реинтеграцијата е речиси невозможна. Животот понекогаш не нуди втори шанси. Не се докажува на дело теоријата на Даниел дека не е важно од каде доаѓаш, туку каде одиш. Локалното население има преживеано голема трагедија, а болката ја канализира со антагонизирање на друга жртва. Секој е подготвен да го суди ближниот, меѓутоа ретко кој е спремен да се погледне во огледало и да ги снесе последиците на сопствените осудувачки одлуки, неоправдана стигматизација и лицемерие. Покајанието и давањето прошка е сочинето од зборови тешки 1 тон на грбот на нивниот говорител, а Даниел доаѓа во правиот момент во оддалечената местност со добронамерни цели да ја обедени скршената заедница, но и да ја разоткрие нивната, а и својата дволичност. Даниел се интегрира во локалната заедница и постепено станува витален дел од неа, иако не е подготвен за сите предизвици кои доаѓаат со самозададената професионална определба. Нужна е потребата во сплотување на поделената заедница по настанувањето на несреќата, која многу фамилии има завиено во црно. Каде се крие вистината околу фаталната сообраќајна несреќа? Дали може секој да ја толкува како што му одговара? Одмаздолюбието е една проминентна нишка низ севкупниот филм, одредница која го прати Даниел од првиот кадар и зема замав во местното население, во повредените фамилии жедни за крв. Христијанските параболи се присутни и очигледни, а филмот наменски го поставува прашањето дали преданоста на Бог е доволна за да се стане свештеник. Интересен е овој феномен, кај што често пољаци се представуваат како свештеници. Иако филмот е суопарна драма, сценаристот Матеуш Пацевиц знае да уфрли некаква хумористична сцена, како што е читањето на интернет за вокабуларот кој се користи во исповедалницата. Меѓутоа, впечатливи се молитвите на Даниел, посебно кога го блосува новиот оддел на алчните собственици на фабриката. Бартош одлично се носи со неговата резигнирана глума на новоназначениот свештеник, речиси неподвижен, но секогаш подаден кон повисоките цели на потрагата по спокојот. Подсетувајќи ме дека глумеше во уште еден одличен полски филм со свештеници Клерџи. Бартош умее да биде и фуриозен, кога животот ќе му биде загрозен. Бројните награди, доделени токму за изведбата на Бартош, се доволен доказ за успешното оживување на овој конфликтен лик, ставен на собственото распетие. Прологот и епилогот се подеднакво реалистични и насилни. Со делото на режисерот Јанко Маса за првпат се соочи во 2011 година преку неговиот одличен филм Suicide Room, кој беше своевиден коментар на животот на миленијалците преку нивните аватари во виртуелниот свет,
како свој виден ескапизам од реалниот и сметав дека ќе продолжи да создава вакви горливи модерни филмови со технолошки акцент, како што беше ТВ серијата Ultraviolet на која се работуваше. Меѓутоа, очигледно е дека режисерот имал таленти да ја прикаже Варшава во 1944 година и да го прошири своето милје, па сега работи на новиот филм The Hater, кој е во постпродукција. Мислам дека до израз доаѓа неговиот фуриозен стил на снимање во последната населна сцена од филмот, кај што стедикем одмереното кадрирање преминува во френетично снимање, налик снимање на пресметка од некоја боречка видеоигра. Кинематограферот Пјотр Собоцински, помладиот, доаѓа од престижна ложа на филмски работници и има тежина на грбот за докажување на неговата префината естетика, што се забележува во секој одмерен кадар, бркајќи асиметријата во широките планови во впечатливите кадри од црквата, кој умее да го долови синилото во интериерите. Музиката речиси и да нема удел во делото. Понира во сцените во кои се дружи Даниел со самотијата, а го илустрира неговиот неизговорен иманентен набој кој го гаи во себе помеѓу светото и профаното. Филмот отвора неколку споредни патила кои не сум сигурен колку ги разрешува кон крајот на делото. Ова се однесува конкретно на новонастанатиот љубовен афинитет на лажниот свештеник, кој речиси незабележано и самоиницијативно ја променува вокацијата и местото на живење, без да покрене црвени знамиња кај локалното население, кое по природа е љубопитно и озборувачки настроено. Овие индикатори не се баш веродостојно и прагматично оправдани за настан од 21. век. Филмот ја имаше својата премиера на Венецијанскиот филмски фестивал во автономната категорија Venice Days, кај што се закити со наградата Europa Cinemas Label, потоа се прикажа на ТИФ, Чикаго, Palm Springs и во Европа играше во Талин и Бордо. Стана представник на Полска за интернационалниот Оскар и на моје големо изненадување не само што успеа да се пробие во потесниот круг од 10 филмови, туку дојде и до номинација, што е заслужен успех за филмот. Ова е дело за опростувањето, вербата и вторите шанси во животот, која е во нераскинлива врска со залцнетото од плаќање на долговите кон луѓето на кои им се наштетило. Филмот на својот грб го носи млад, но спретен актер, збогатувајќи го секој кадар со неговата повлечена глума, со повремени френетични изблици. Ако морам да го евалуирам, тогаш Корпус Кристи од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 113-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!